Со пригодна свеченост во просториите на Правниот факултет во Кичево беа промовирани новите 82 додипломци во јубилејната петта генерација. Присутните ги поздрави деканот на факултетот, професор доктор Илија Тодоровски, кој истакна дека по нивното 4-годишно успешно студирање дојде моментот кога во рацете ја имаат заслужената диплома, а со тоа и големото знаење стекнато од врвни стручни професорски кадри. Моето задоволство, мислам само јас го пренесувам она што го кажале колегите и грото од студентите. Секако дека има, тука може да има и различни мислења, дека сме обезбедиле квалитетна настава која ќе направи од нив добри професионалци, со други зборови да влезат во или некои директно да се вработат, бидејќи после 4 години можат да се вработат во предпријатие, невладина организација, така натаму, а некои од нив, бидејќи ова е да кажеме нивна пета година, некои се веќе запишани на нашите постдипломски студии. Дел од додипломците веќе запишале и втор циклус на студии, преку кои ќе можат да се стекнат со магистерска титула. Задоволни од поминатите академски 4 години, со задоволство констатира дека го добиле очекуваното. Навистина гордост ми е да бидам најдобро дипломиран студент во својата генерација. Чест е голема, благодарност до деканската управа и ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски затоа што добив пофалница и награда како првенец на генерација. Како правен факултет тука има професионален професорски кадар кој што ни понуди многу знаење, многу научивме од истите и секако и како цела генерација сме задоволни од услугите од правниот факултет. Освен доделувањето на дипломите, на свеченоста благодарници беа доделени и на професорите Никола Тунтески и Ангелина Стојановска и на асистентката Ивона Шушак, ментори на 9 студенти од овој факултет кои на надпреварот во симулирано судење од сите правни факултети во Македонија го освоија првото место.